Во Драгоево, село на десетина километри од Штип, во кое живеат македонци, турци, власи и срби, се одржа пригодна свеченост по повод предавањето на новите асфалтирани улици. При тоа, градоначалникот на Штип, примариус магистер Илчо Захариев, истакна: Ние решивме да го вратиме животот на селото. Најнапред инвестиравме во селските чешми и плоштадот. Пренаправивме детско катче, бидејќи имаме деца во ова село, веќе се раѓаат. И решивме да ги асфалтиравме сите улици некаде околу 8 во ова село. Со ова мислам дека направивме подобри услови за живење на жителите овде, кои се многу вредни, многу посветени, кои претежно занимаваат со земјоделие и сточарство. И мислам дека како држава имавме обврска према овие жители затоа што нивното трпение беше повеќе од 70 години. Новиот поубав комунален изглед на селото е резултат на ангажманот на градоначалникот, кој уште со стапувањето на функцијата презеде активности за ревитализација на селата во општината. Голема благодарност највише до градоначалникот на општина Штип, што не испадна во сусрет. До сега не сме имале такво нешто направено за толку години. Пред неколку години направиме плоштад, сега направивме ги улиците. Направија се некаде скоро 2 километра улици. Значи има добар живот овде во селото, имаме ги условите више, имаме вода, имаме патишта, имаме улици, имаме за стоката е добро, паша има добра исто така. И сега за сега мислам дека и народот почнаа некои да се враќаат навака да се прават викендички куќи. Пред асфалтирањето на улиците имаше проблеми со неасфалтирани улици, многу кал, многу не беше добро за живење. Сега од кога се направија улиците, сега веќе има добро за живење во село. Наредниот период во Драгоево ќе се работи на уште 2 објекти. Ние нема да застанеме со асфалтирањето на улиците овде. Близу селото се наоѓа манастирот Свети Спас. Обврска ни е да го направиме и патот до тој манастир. И имаме обврска да го реконструираме домот на културата, кој е многу запуштен. Направивме проект. Вредноста на инвестицијата е некаде околу 350.000 евра. И сум уведен дека тоа ќе го реализираме пред се за доброто на овие жители. Инаку паралелно со асфалтирањето во селата, интензивно се работи и во градот. По завршувањето на улицата Крсте Мисирков кај црквата Свети Спас, ќе се продолжи со реконструкција на други улици. Започна асфалтирањето на улицата Иво Лола Рибар, една од постарите улици во градот, како асфалтирање на една од улиците која што ги поврзува Сремски фронт со Дузлачки рид. Инаку во постапка или во процедура се уште околу 20 тендери. Се разбира, пристигнуваат и нови барања од граѓаните, сосема разбирливо бидејќи гледаат дека се асфалтира. Значи се нас се некаде до крајот на годината ќе асфалтираме 20 улици, инаку според статистиката од 2013 до денес се асфалтира некаде околу 115 улици, од кој поголем дел во градот, а секако и во руралните средини во селата. До сега во сите делови на градот и селата се изградени над 100 нови улици.